Сега ја читаме Библијата во детски раце. Добре, не можеш да го кажеш, знаем да сите. Они не знаат. Бог го создава светот. Светот. Во почетокот Бог ги создаде небото и земјата. Но земјата беше пусто место. Темнина и вода имаше насекаде. Тогаш Бог рече: нека биде светлина. И се појави светлина. Бог беше задоволен зашто виде дека светлината е добра. Тој ја нарече светлината ден, а темнината ноќ. А потоа Бог рече: нека има свод над земјата да ги разделува водите. И тоа стана така. Бог сводот го нарече небо. Тогаш Бог рече: нека се собере водата што е на земјата на едно место, и стана така, и нека се појави копно. Копното Бог го нарече земја, а водите ги нарече море. Бог беше задоволен затоа што и тоа беше добро. Пак рече Бог: нека се наполни земјата со зеленило, нека има трева, цвеќиња и дрвја што цутат и даваат семе и раѓаат плод. Тогаш земјата пушти трева и шарени цвеќиња, како и дрвја од секаков вид. И така Бог беше задоволен, бидејќи и тоа беше добро. Потоа Бог рече: нека се појават светила на небото, да ја осветлуваат земјата и да го делат денот од ноќта, па луѓето според нив да ги определуваат годишните времиња и да ги бројат годините. Така Бог го создаде сонцето за денот, а месечината и звездите за ноќта. Толку сега јас читам. После ти задам и Ева. Бог беше задоволен зашто и тоа беше добро. Пак рече Бог: нека се наполнат водите и воздухот со живи созданија. Така тој ги создаде рибите и се што живее во водата, но исто така и птиците, големите и малите. Бог беше задоволен зашто и тоа беше добро. Потоа рече Бог: нека се исполни земјата со живи суштества. Така тој ги создаде сите животни што живеат на земјата, питоми и диви, од најмали па се до најголеми. И пак Бог беше задоволен зашто и тоа беше добро. И им рече Бог на сите животни што живеат на копно, на птиците и на рибите: плодете се и множете се и наполнете ги морињата и целата земја. Најпосле Бог рече: а сега сакам да создадам живо суштество, кое на мене ќе личи. Сакам да создадам човек. И го создаде Бог. Луѓето ги создаде според својот образ, маж и жена ги создаде. Потоа ги благослови и им рече: раѓајте многу деца, бидете плодни и наполнете ја земјата. Вие ќе господарите над рибите, птиците и останатите животни. Дрвјата и нивните плодови се ваши. Вам ви ги давам да се грижите за нив. Да, на луѓето им ги дал да се грижат. На вас. Така се пишува. Значи нешто како вас? На вас, да. На вам. Да. До 17-та и 18-та е Адам. Дрвјата и нивните плодови се ваши. Погледна Бог на се што беше создал и беше задоволен зашто се беше многу добро. Тогаш Бог се одмори. И откако заврши се што создаде, го благослови тој ден и одреди сите да го почитуваат и да го слават Бога за сите негови добри дела. Ете, така Бог ги создаде небото и земјата. Бог, уште едно имаме, Бог посади градина на едно преубаво место, па ги доведе таму Адам и Ева, првите луѓе кои тој ги создаде. Градината беше преполна со прекрасни дрвја и вкусни плодови, но тој им даде заповед на луѓето и им нареди да не јадат од плодот на дрвото што се наоѓаше среде градината.